Нов напад на кучиња скитници. Во раните утрински часови во рок од само 10 минути биле нападнати двајца минувачи, една жена и еден маж. Нападнатите кои се јавија во нашата редакција се уште под стрес не сакаа пред камера да ја раскажат драмата, што ја доживеале во централното градско подрачје. Тие посочија дека биле нападнати од 4 големи кучиња. За среќа на нападнатите во одбрана од разгневената глутница им помогнале таксисти и граѓани кои случајно се нашле на местото на несреќата. Еден од нападнатите случајот сакал да го пријави во полиција, од каде што му рекле дека тие не се надлежни за кучињата скитници, ниту пак знаат каде да го упатат. Се поголем е гневот на штипјани во врска со напуштените кучиња. Телевизија Ирис неколку пати правеше прилози на оваа тема, каде што граѓаните посочуваа дека се сведоци на ситуации кога од возила со други регистарски таблички донесуваат кучиња и ги пуштаат по улиците. Дојде со колата од Кочени, растоваре го тука и се замине. И кучето скитари за улиците, кај ќе оде животното. Сте видели ли таков пример? Многу. Мачиња растоварат тука растоварат мачиња. Остаа ги со се кеса на тротоара и се оде со колата. Има ги многу случаи таки. Има неколку места во градот каде бројот на кучињата е огромен. Еден од нив е и градскиот плоштад, каде што фреквенцијата од деца и најголема. Децата од училиште не смееме да ги оставиме сами да доаѓаат, мораме да ги пречекуваме и од други причини, меѓутоа еве и кучиња скитници често пати плашат се од нив. Мислам дека е време веќе, крајно време да се преземе мерки против тие скитници. И додека граѓаните се жалат од се почестите напади на кучиња скитници, општината се уште чека на зелено светло од Агенцијата за храна и ветеринарство, која треба да утврди дали новиот стационар ги задоволува или не стандардите пропишани со закон.